За да бидеш градоначалник, секако дека треба да имаш соодветно образование, треба да имаш идеја како да ја водиш општината, како да ја построиш службата која што тешко се постројува, треба да обезбедиш пари за проектите, треба да имаш визија, да наоѓаш компромиси, да ги решаваш проблемите на граѓаните и да носиш одлуки. Јас најтешката одлука ја донесов на 16 февруари 2013 година. На 16 февруари 2013 година рекох и одлучив да им кажам не на оние кои што премногу бистрат политика, а малку мислат за народот. Кои што повеќе мислат за себе отколку за народот. Ако 2013 година не одличив таа ноќ да се кандидирам, денеска, почитувани пријатели, ќе го немавте овој мал овде плоштад, ќе ја немавте асфалтирано Козле 2011, односно 11-ка, ќе ја немавте асфалтирано улицата кон црквата, ќе немавме водовод за овој дел горе и ќе немавме препумпна станица, ќе немавме доле затворен канал на Козле 10, ќе немавме уште еден куп улици направено и овој канал овде, што треба да го продолжиме, и многу други проекти. Карпош немаше да ги има овие 50 прекрасни фасади, овие 60 километра канализации, водоводи, овие 130 километри улици што се направени дупло од тоа тротоари, ке немаше ниту плоштади, ке немаше ниту фонтани, ништо од тоа. Денеска ќе разговараме за каде да се закрпат дупките, ќе разговаравме која улица да се асфалтира, каде да решиме проблеми со канализација и така натаму, како што тоа го разговаравме до 2009 година. Ете затоа одлучив да се кандидирам и затоа што одлучив да се кандидирам и да бидам заедно со граѓаните и да ги решавам нивните проблеми. 4,5 години ме плукаат. 4,5 години ги слушам што све не кажуваат за мене. И тие зборуваат дека нема да ми простеле. Ни моите внуци, ни чуку внуци нема да им простат за сите гнасоти што ги имаат кажано за мене и за целото зло што се обидуваат да ми го направат мене и на моето семејство. Ама јас ки им кажам, сите тие заедно, пошто викаат дека биле 60.000 членови, сите заедно не се силни колку мене. Јас можам да издржам колку сите тие заедно. И ќе издржам. Ќе ги издржам уште оваа недела. И ќе им ги затворам устите на сите нив. Го слушам оној Алија Малишановиќ што ќе кажел Стефче бил корумпиран измеќар на Никола Груевски. Абе, детенце, ти си слушнал нешто за корупција, ама си ја утнал работата. Тој корумпираниот е на Илинденска ББ. Името му е Зоки, а презиме Заев. Си има и братче му се вика Вице. Сега пред месец дена купи 22% акции тамо, што не купам ја акции. Си има и другарче му се вика Кочо Андјушев. Заедно они, едни од 27 милиона, други од 47 милиона евра, ова детенце што се прави наивно, и тоа 1 милионче капитал ще има и така натаму. Сите тие заедно, почитувани пријатели, имаат повеќе него ние од партизанска па до мене горе сите заедно. Да не истретесете наопаку да не превртите. Ден е зборат за криминал, а ноќе мислат како да крадат. Па почитувани пријатели, еве јавно да ги прашам. Јас и кога не бев градоначалник, имам 16 билборди по партизанска. Денеска имам 19, затоа што имам и лист. Тие кога не беа на власт, 10 не можат да соберат. Сега имаат 60 билборди. Од книжките да не ги извадија, од подперници, од бабите парите. Од овие 4 месеца што крадат народни пари. Кого тие лажат овде? Зашто тие овде во Карпош? Карпош да си го врателе назад. Каде бре вие ќе го носите Карпош? Па кога го водевте Карпош, отваравте врати низ зидот, бидејќи беше барака, за да може да избегате од народот кој ќе ви се собере, кога е бара да му ги решите проблемите. Па малку ви беше една, па уште една железната ограда, ја сечевте да можете да избегате низ лептокарија. Од авиони не се симнувате. Еден градоначалник имавте од ресторан Влаен, искачеше, а вториот од авион не можеше да се симне. Па поблиско му беше Јоханесбург,
Сан Франциско од Тава и Санкт Петербург од нерези, злокуќени бардовци. Вие ли ќе барате власт во општина Карпош? Зашто ви треба таа власт? Почитувани пријатели, макотрпно работевме 4,5 години во тешки услови. Имаше и тешки години, поготово 2013 и 2014 година, со многу малки финансиски средства. Цела мината година сме под избори. Ама вие како граѓани на општина Карпош, ниту еднаш не осетивте дали општината има или нема пари. Од пиле млеко имало во општина Карпош. Ностоп се гради, ностоп се прави. И ностоп се прави за потребите на граѓаните, животот да им биде поубав. Тоа е нашата задача. Тие мислеа дека ќе ни ја крахираат општината, ќе немаме приходи. Демек да покажеле дека без нив јас не сум бил способен. Ама денеска не зборат дека Стефче не е способен. Туку напротив кажуваат некои други приказни. Јас сум бил измеќар на Груевски. Ниту на Груевски, ниту на Бранко и на Зајчето, ниту на Русија, ниту на Америка, само на граѓаните на општина Карпош. За нив прифаќам да бидам измеќар. Јас сум горд човек. Почитувани пријатели, нема да застанеме тука. Продолжуваме со нашата работа. Овде ќе си ја завршиме Козле 3 и каналот што треба, и канализацијата, и Козле 3 ќе оди до горе, завршена така како што треба. И доле Козле 10 ќе си се асфалтира делот кај што го направивме каналот и ќе направиме водовод на луѓето, треба да им го изместиме бидејќи оди меѓу куќите. И оние горе во средно нерези кои што не се поврзани на водоводна мрежа, и тие ќе ги завршиме. Нема да ги заборавиме и нашите пријатели од долно нерези. Бидејќи слушам тамо многу приказни, многу напади и така натаму, сакам да им упатам еден поздрав до нашите пријатели од воените кули. Дека тој паркинг никој не им го зема, туку напротив ќе го дуплираме со уште една платформа од озгора. И имаме проект за паркинг покрај кеот на реката Вардар. И ќе ја пробиеме улицата што оди од кеот покрај Техноклима да излегува на Ванчо Мицков. Значи, ние мислиме за проблемите на граѓаните. Ова овде игралиште и дечиот и тоа другото целосно ќе го реконструираме, да има овие деца од нерези каде да играат, каде да се среќаваат. Па, почитувани пријатели, се среќавате ли на оној спот што го имавме со оној стар Мерцедес кој го буткавме по улица Демир Трајко? На што личеше Демир Трајко? Тамо правевме и фекална и атмосферска канализација и пак уште еднаш ќе реновираме, бидејќи не сме задоволни со тоа како таа изгледа. Денеска веќе педа не оставаме што не е асфалтирано овде во Нерези. Какво беше Нерези до 2009 година? Само во првиот мој мандат овде во Нерези и во делови на Козле 740 светилки сум поставил. 740 светилки. Епа прашувам, што работеа тие градоначалници од 76-та до моето доаѓање? Каде тие беа, каде ги трошеа парите на граѓаните од општина Карпош? И затоа денеска со гордост кажувам, сите тие заедно од 76-та до моето доаѓање и од моето доаѓање нааму, да мериме во метри должни, сакате во квадрати, сакате во сијалици, во што сакате да мериме, а гарантирам дека нема сработено повеќе од мене. Откако видоа дека не можат да ни се спротистават на тоа што градиме, на тоа што правиме, на убавите фасади, на замената на крововите, на лифтовите, на асфалтирањето на улиците, ние што имаме изасфалтирано улици тие 4 години, само да ги обележуваат, нема да им стигне мандат 1-4 години. Значи, кога видовме што све направивме, тие се одлучија да измислат виртуелна тема. Воздухот, загаденоста, зеленилото, дрвата и така натаму. Сме сечеле дрва. Во Карпош си сечени за 4,5 години 136 дрва. А колку ви створија слика лажговците дека сме направиле масакар. Во Карпош се насадени 10.480 дрва. Секое дрво е по список и секое дрво има свој картон. Личен. Како што луѓето ги има. Па земале дури од невладина организација пари да направиле попис на дрвата у Карпош 4. Па попис има
уште наназад 50 години, над 3700 дрва има у Карпош 4. Секое семејство има свое дрво во Карпош 4. И затоа сега сакам уште еднаш од овде. Ги гледате ли како ќутат? Еве веќе 10 дена ги просивам. Колку зеленило имаме ние во Карпош 4, само во една урбана заедница. Ајде да се измериме. Они од Рузвелтова до Плоштад, од Илинденска до Водно. Значи, вклучувајќи им го и Капиштец, и Водно, и Пршино, све заедно нека соберат 1 квадрат ако имаат зеленило само од Карпош 4 повеќе, јас се откажувам од мојата кандидатура. 7, односно 10 дена ќутат. Не спомнуваат. Ги слушам, почитувани пријатели, на Берово му ветуваат почист воздух. А дали знаете дека Берово на Балканот има најмногу кислород по метар кубен? Ги слушам како што викаат во Карпош ке се справеле со мафијата и со урбаната мафија и ке ги запреле дуповите, истото го зборат и у центар. Абе таму Жерновски ли беше? А Жерновски им седу прв ред додека тие зборат. Што е интересно. Срам си немаат, никој од нив. Никој од ништо не се срами. А они го имаа Советот. Имаа мнозинство Совет цели 4,5 години. И што е најстрашно, истото тоа го зборуваат и во Куманово. Велат, ќе ги запреле дуповите и се справеле со урбаната мафија. А Максим Димитриевски, председател на Совет досега, а ЦИС му стои исто така на митингот у прв ред. Па нели е тоа бурлески, нели е тоа срамно како се обидуваат овој народ да го лажат и што е најстрашно, зборуваат, работи, глупости кажуваат, затоа што се безидејни и затоа што нема што да им понудат на граѓаните на општините во кои што тие бараат власт, почитувани граѓани. И затоа кажуваат разни небулози. Така, мојот против кандидат, 40% од неговата програмичка, што е направил, ние веќе сме направиле. Ај што сме направиле, ама не можам да разберам тие што беа советници, сега може да замислите какви советници тие имале во општина Карпош, кога не му кажале што све сме направиле. Например, вели дека ќе правил градинка во Бардовци. И тоа сега држи пресови. Ја не знам како толку не ги информираат. Ние пред месец дена камен темелник таму ставивме. Градиме градинка. Па вели дека ќе го реконструирал спортските терени во Влае. А ги гледате овде на сликите, ги гледате, тие реконструирани, тамо ред се чека од цело Скопје доаѓаат да играат на тој тревна терен. Во Влае ќе ја реновирал градинката. Пред 3 години сме ја реновирале. Ќе ја реновирал градинката во Козле, пазете. Не ги знае ни урбани дека имаме урбана заедница Кузма на Сифовски Питу и Пецо Божиновски Коче, туку за него се тоа Козле. Добро, а во Козле имаме 3 објекта, сите 3 објекта се гланцнови. Па исто така слушам ке ги менувала азбестните крови. Ние менуваме, луѓе си добиваат лим, менуваме и на згради, и на приватни куќи и така натаму и така натаму. И најново што е сега е дека ќе правил служба општинска која ќе идела кај стари изнемоштени лица и ќе им помагале на старите изнемоштени лица. Абе дете, па тоа нас веќе 5 години ни функционира. Па раководител на тој дел праше си е тетка Гордана Зафировска е таму. Па да ти одржи часови малку и на тебе и тие што ти кажуваат, што ти излажале. Па да прашаш да видиш дека 7 души имаме служба, одиме кај стари изнемоштени лица, им купуваме лекови на луѓето што им треба да им помогнеме, ако треба нешто да им се замие дома, да им се среди, па дури им купуваме намирници. Ако треба дури и пензија ќе отиде ќе им се земе. Значи се што треба за тие луѓе ние помагаме и тоа функционира веќе 5 години. Тоа само зборува за нивната безидејност. Тоа само зборува дека не знаат и да им дадеш власт, не знаат што да прават со власт. Па тие сега кога треба да ги добијат гласовите на граѓаните, не знаат што да кажат и не знаат што да смислат, а се силат цели 4,5 години. Цели 4,5 години плукаат по мене и кога дојде денот да се спротивставиме овде, што ќе кажат на овој народ, му ветуваат чист воздух. Па питка вода и чист воздух има и во моето село. Ама Карпош е урбано место. Карпош е центар на центарот. Вие сте урбани луѓе.
Нас овде во Карпош и на мене као градоначелник ми останува, како што сме го осветлиле, да го осветлиме Карпош, да ги реконструираме улиците, да си го фарбаме, да си го средиме, фасадички, кровови, да си го људиме, да го направиме како што треба општина. Ова е урбана општина. А не во изборна кампања да кажуваме само глупости. И него кога го бирале, го избрале само по еден критериум, а тоа е кој најлесно ќе го поднесе поразот. Значи, децата најлесно си ги понесуваат тие болести, така и поразот најлесно ќе го поднесе оној што е најмлад и него си го избрале како жртва. А ние, почитувани пријатели, натаму ќе продолжиме да работиме за доброто на граѓаните на општина Карпош. До 2021 година, гарантирам, сите згради ќе бидат енергетски ефикасни, ќе бидат заменети фасадите. Второ, до 2021 година, ни една кујка нема да има салонитен кров. Оваа година 200 кујки добиваат лим од општината Карпош. Трето, до 2021 година сите контейнери ќе бидат под земја, нема ѓубре веќе во Карпош, затоа што на крај не може да искочиме со комунална хигиена. И верувајте, почитувани пријатели, деновиве кога разговараме со граѓаните, нема критика на општина Карпош, нема критика на нашето работење, освен на јавниот ред и мир и работата на полицијата и второ на хигиената. На комунална хигиена најголеми се забелешките. Првото прашање не можеме да го разрешиме. Тука треба да си работи Министерството за внатрешни работи. А второто можеме, ќе одвоиме негде околу 2,5 милиони евра и сите контейнери ќе одат под земја. Четвртата работа за која што зборувавме. Зборуваме за зеленило. Ајде да видиме што ние знаеме дека ни е потребно зеленило. Карпош ќе има 1 милион квадратни метри зеленило 2021 година. Односно 16 метри квадратни по глава на жител, а светски стандард е 7 метри квадратни по глава на жител, значи 2,3 пати повеќе. Исто така ќе направиме нови паркови, нови детски игралишта. Ќе имаме 12 места каде што можат кучињата да се шетаат, домашните миленичиња, затоа што ова е недозволиво да се шетаат домашни миленичиња во детски игралишта, во сите паркови и така натаму. Значи, тој дел ќе гледаме да го решиме на таков начин и секој ќе мора се знае каде да го шета својот домашен миленик. Пред секој стамбен објект ќе ги задолжиме овие што градат да постават еколошки билборди. Секој таков билборд произведува кислород за 1000 дрва. Значи, таков билборд веќе има добиено тетово. Следната работа е дека ќе продолжиме со поддршка на сите оние граѓани кои што градат енергетски ефикасни објекти. Општината ќе им враќа средства од комуналиите. Сите наши млади деца кои што навршиле 18 години, 2016 и 2017 година, општината ќе им плати и лекарски преглед, и прва помош, и обука за возачка дозвола. На младите брачни парови, околу 500 млади брачни парови, ќе им обезбедиме плацови позади Зајчеврид и во делот на касарната Илинден, да можат да изградат за себе куќи не поскапи од 350 евра по метар квадратен. Зошто? Затоа што земјата ќе биде без пари и затоа што ќе ги ослободиме од комунали, а инфраструктурата ќе ја направиме ние како локална самоуправа. Тоа ќе биде огромен придонес за младите брачни парови во Карпош и не само тоа. За сега имаме 2 објекта, 2 стамбени згради, каде што земјиштето е државно, нема да го продаваме, нема да го даваме на инвеститори, ќе им го дадеме на младите брачни парови, значи тука да изгради инвеститор станови кои што нема да бидат поскапи од 550 до 600 евра. Значи дека некаде уште 80 наши млади брачни парови ќе добијат релативно ефтини станови. Натаму продолжуваме Карпош да биде безбеден. Секоја зграда која што немаат поставено алуминиумски врати со домофони и со електронска брава ќе помогне општината да ставиме за да крадците не ни играат оро по спратовите. Зашто полицијата ни спие? Затоа што полицијата ни се претвори во записничар. Зашто ние служиме да ги информираме кога ќе наоплячкаат или кога ќе ни степаат, а тие служат само да дојдат записник да направат. Почитувани пријатели, и натаму ќе продолжиме
со ужинките бесплатни, со екскурзиите бесплатни. Нареднава година, оваа година беа 70 деца, наредната година 200 деца одат во Грција на одмор. Од сметката на општината ќе биде платена. 70 ни беа во Струга, 70 во Грција. Оваа година ќе одат 200 наши деца во меѓународен камп, каде што ќе учат и јазици и каде што ќе се дружат со деца од цел свет. Ете за овие работи, за фасадите кои што рековме ќе ги довршиме, за крововите, како што рековме, лимовите, за сите овие работи, за нови плоштади, за нови фонтани, за се ова што го ветуваме пред нашите граѓани, бараме и поддршка. А вие знаете дека тоа што го зборуваме и го остваруваме. Тоа што го ветуваме и излегуваме на терен и го работиме. 4,5 години не спиеме, туку 4,5 години работиме за доброто на граѓаните на општина Карпош, а посебно за доброто на граѓаните на Нерези. И посебно ми е драго што овде во Нерези е мешовита средина, живеат и македонци и албанци. И посебно ми е драго што со моето доаѓање уште повеќе се сплотивме, уште подобро, повеќе издигнат со животот, уште повеќе се празнуваат заеднички верските празници, си се почитуваме. Кога е Великден заедно во црква со браќата албанци, кога е Бајрам исто така на честитки, ние одиме. Значи, само така може да се гради соживот и општина Карпош е вистински пример за соживотот не само овде во Скопје, туку во цела Република Македонија. Она што сметам дека треба да го направиме исто така овде во Средно Нерези, да направиме една детска градинка. Затоа што мислам дека навистина е далеку и мора да најдеме место, а ако не најдеме, ќе земеме приватно, ќе си го платиме поштено и ќе си направиме една поштена детска градинка за децата овде од Средно Нерези. Почитувани пријатели, јас ве повикувам, покрај тоа што ќе гласате за мене, за бројот 12, да гласате и за листата на Гром, за Бесир и Томче да станат претеници. Ајде да се здружиме сите заедно, и македонци и албанци, овде во Нерези, да гласаме за доброто на сите нас. Да ја оставиме политиката настрана. И јас ја сакам политиката, ама кога бирам меѓу политиката и Карпош, го бирам Карпош. А јас ве советувам вас и вие кога бирате меѓу политиката и Карпош, да си го одберете Карпош и да одберете тоа што е најдобро за Карпош. Ако сум бил јас доброто, да гласате за мене. Ако мислите дека не сум бил добро за Карпош, тогаш да си гласате за тоа што мислите. Да сте ми живи и здрави. На 15 ве чекам сите пред Кокс да славиме заедно, да прославиме една голема победа за Нерези и за Карпош. Да им покажеме дека од лаги не се живее, од приказни не се живее, се живее од резултати и од работа. На овој народ му треба да им покажеш дека сакаш да работиш. И на крајот само уште една работа сакам да им порачам. Она дете вели дека полесната работа било до 15, а потешката била од 16 и ќе требал да ги засука ракавите. Еве уште еднаш го повикувам. Може ли да ни покаже барем една слика кај што има засукани ракави? Кај што нешто работи. Барем една слика, шајка да видиме како негде заколо. Јас сум сигурен дека прстите ќе се ги искрши. Тешко ли е тоа? Што треба да ги сукаш ракавите? Дај да видиме до сега каде си ги засукал ракавите. Тате му отворил фирмичка 2012, го ставил директорче, не се ни пријавил за вработен, не успел ни за придонеси да извади и 2015 му ја затвориле. Епа човек што не можел ни за придонеси да се извади, ни се кандидира за градоначалник и уште вика младите он ке ги вработувал. Епа, почитувани пријатели, ајде не верувајте на приказните, ајде да си веруваме на делата, ајде да не веруваме на тоа што слушаме, да веруваме на тоа што гледаме. Да сте ми живи и здрави и да ни живее Нерези вакво сложно како што и досега и да ни живее Карпош. Благодарам. Дали сте храбри? Јас храброст ја црпам од вашата енергија. Кога сонцето на утро се раѓа, замисли
zapalja od rąk boiska. Należ se